подкаст Разговор во редакција, број 9. Како ретко кога, како новинар имам дилема со што да го почнам овој подкаст. Нема да биде стандардно да представиме 15 на минути за работата на ИРЛ, односно што сме истражиле, па после да коментираме со нашиот гостин, туку директно ќе одиме со интервјуто. И како што реков, како ретко кога, колега Бојан, имам дилема, бидејќи можеме да зборуваме со гостинот, значи за многу работи, меѓу кои што е за Бехтел НК, за новата втората државна видеолотарија, можеме да зборуваме за огнените, можеме да зборуваме за коалицијата со СДСМ, можеме да зборуваме за многу политички процеси во држава. Што мислиш, со што да почнеме од прилика? Па јас мислам најактуелно е тоа што ја доби поддршката од лидерот на ДУИ за да остане на позицијата каде што е. Така да мислам да почнеме малку со политика на почеток. Со политика. Значи, гостин во овој подкаст е прв заменик на председателот на владата и министер за политички системи и односи и меѓу заедниците, Артан Груби. Добре дојдовте. Добро ви најдов и благодарам многу за поканата. Значи, првичната идеја ни беше да биде малце поекономска, односно сакавме да разговараме за теми што некако не ни се појавувате во економија многу често, ни се појавивте со индиректно околу втората државна видеолотарија, значи со близок човек ваш што соработувавте кај што е сега директор. Значи тука се појавивте вие, значи со автентично толкување плюс на еден закон, но не ни се појавувате многу често и со Бехтел НК се појавувате исто тоа, но не ни се појавувате во економијата, но сега како што реков, многу и колегата Бојан што кажа, многу сте актуелни со ова што се случува во ДУИ. Значи еве пред неколку дена лидерот на партијата Ахмети директно кажа дека нема да ве се промени, а околу корупцијата рече дека е виновен на стравот од губење на власта. Што толку застана позади вас и како ќе се одрази ова во ДУИ, бидејќи гледаме дека огнените баш нема да се предадат така лесно и затоа ги нарекуваат огнени? Па прво околу називот, интересно ми е како го прифаќате, значи тоа беше нарекување од страна на господинот Ахмети со одредена иронија која се однесува на еден стар филм, албански филм. Наоколу називот нека си зборува господинот Ахмети кога ќе дојде ваш гостин тука. Да го прашате директно во однос на тоа што го кажа во неговата изјава. Вие знаете дека пред неколку дена почнавме со активности на терен, почнувајќи од Гостива 6 дена поред, со базата на Демократската унија за интеграција во подготовка за внатрепартиските избори, во Младинскиот форум, во сите подограноци и во ограноците каде што немавме избори мината година во 2022 година. Така да во подготовка на целиот овој процес се среќаваме со граѓаните и има од секакви прашања, вклучително и од актуелностите во врска со случувањата во Демократската унија за интеграција, при што беше директно прашан господинот Ахмети во однос на негодувањата од дел од наши колеги, пријатели, сопартици и јасно кажа кој е неговиот став, но тоа го има кажано и претходно во органите на партијата, така да за членовите на партијата не е нешто ново. Ново е можеби за јавноста, за новинарите, за поширокото членство на Демократската унија за интеграција, но тоа му беше ставот и претходно на составностите во партијата. Во однос на неговата изјава по однос на корупцијата, добро што прашавте, иако не би сакал да го интерпретирам, но цитираше нобелист Џон Штајнбек, ако го изговарам правилно, кој што вели дека не е власта таа која што ја корумпира, туку стравот од губење на власта корумпира. И тука он парафразираше цела една филозофија на неговото размислување по однос на сите актуелности. Знаете, човекот е во политиката повеќе од 40 години. Така, ќе зборуваме малце за корупцијата понатаму во подкастот, посебно кога ќе збориме за Бехтел и НК, бидејќи многу е симптоматично, например ДКСК, односно антикорупцијска, имаше реакција, но мене ме интересира, морам да останеме на овој политички дел за да го испукаме на почетокот, па после ќе одиме понатаму. Каде пукна тиквата што се вика народски во ДУИ, посебно затоа што од една страна Али Ахмети и Муса Џафери се роднини, колку што знаеме. Не се роднини, туку се блиски пријатели. Од деца. Исто така, например, и вие со Изет Меджити, колку што знам, сте учеле заедно во средна школа. Значи, од иста клупа. Значи, доаѓаме до
пријатели каде што се сега во сосема различни страни на политиката и се борат за превласт во Дуј. Што точно се случува и каде пукна тиквата од ваш аспект? Па, навистина не би знаел точно да ви кажам, затоа што пред мене го немат кажа на тоа во директни разговори. Сме разговарале во форум, во Централното председателство на ДУИ, каде што имаме 33 члена, по однос на забелешките. Првенствено забелешката е дека не сме испорачале од партиската програма, ниту 2% не е реализирано тоа што е ветено на парламентарните избори на 15 јули 2020 година, што е апсолутно неточно, мислам, дури не е ни сериозно да се каже дека 2% од програмата не е реализирано во текот на овие 2,5 години. Од 5 завета кои што ги имавме како Демократска унија за интеграција, едниот беше една од трите водечки позиции во државата, председател на владата или председател на собранието, имаме. Председател на собранието е Тала Џафери. Втората беше да се направи дистинкција помеѓу вице-премиерите, со тоа што еден ќе биде прв вице-премиер кој што го заменува председателот на владата, ја представува владата во негово отсуство, ја води владата во негово отсуство, ги потпишува актите во негово отсуство кога ја води седницата на владата. Тоа е вториот завет. Третиот завет беше околу консенсуалноста. Таа е постигната целосно во владата, во партнерство со СДСМ и другите коалициони партнери, значи не се носи ниту една одлука која што не е претходно усогласена. Имаше еден четврт завет кој што всушност и решивме да не го спроведуваме целосно, тоа беше двојни потписи како што е во Фондот за здравство, да постојат во неколку од институциите, но не беше веќе потребно затоа што постигнавме целосна консенсуалност и веќе се спроведува на терен сето тоа што сме го зацртале како политика и е дел од владината политика. Така да било да е директорот предложен од страна на Демократската унија за интеграција или СДСМ, програмата битно е да се спроведува програмата. Дали станавте премоќен во ДУИ, бидејќи се добива впечаток дека не се впечаток, туку факт е дека ДУИ е децентрализирана партија. Ограноците имаат своја тежина, кога се бираат министри, секој огранот дава, значи не е централизирана како што се другите партии толку централизирани. Ограноците се многу јаки, но се добива впечаток дека станавте премногу моќен. Со што ја заслуживте таа моќ во ДУИ и како толку многу ве поддржува Али Ахмети за да се конфронтира и со Муса Џафери и да со Изет Меджити кој што е лидер на едно од најаките ограноци, тоа е чаирското, душата у суштина од кај што произлегува после Тетово чаир, мислам дека е едно од најаките ограноци. Најголеми и по најаки има тежина Тетово Гостивар чаир, али Тетово и Гостивар, Тетово и чаир мислам дека се најсилни упоришта. Дали станавте премногу моќен и премногу моќ земавте преку вашето министерство и ја контролирате партијата вие? Дали вие ќе бидете новиот Али Ахмети? Не, апсолутно не, далеко од тоа. Добро, тоа е прашањето што лебде во воздухот. Апсолутно далеко од тоа. Јас со господинот Ахмети се знам уште од неговите почетоци и моите почетоци до душе, не неговите се многу порано. И соработувавме многу блиски. Станавме, си веруваме еден на друг, си се разбираме еден со друг и јас се обидувам да работам и да сработам најдобро што знам, сето тоа што он ми го дава како задача. Значи, ниту еден од нас во ДУИ не е моќен затоа што еден е моќен, а тоа е Али Ахмети. И цел наш кредибилитет, цел наш интегритет во партијата всушност се делегиран од страна на господинот Ахмети. Исто беше и кога се делегираше кон господинот Изет Меджити, кој што, ако не се лажам, 4 или 5 пати веќе подпредседател на партијата, председател на огранокот во Чаир, пратеник, го представува ДУИ во Скопје, исто така во општината Чаир. Сите овие функции или цел овој партиски кредибилитет е доделен, делегиран од страна на господинот Ахмети, како што во моментов е делегиран кон мене. Претходно беше кон Муса Џафери, затоа што он беше вице-премиер за 10 години, ако не се лажам, од 2002 па све до 2016. Но никој нема моќ како вас. Зборуваме министерство, кај што ги распореди вработените што беа вработени 1000 и кусура луѓе, да не решли проблем долго време.
имате добра пропагандна машинерија, работите и на TikTok меѓу другото, контролирате добар дел од случувањата во партијата. До сега не се случило да биде некој толку моќен и толку Али Ахмети директно да застане позади него. Бидејќи овие изјави. Јас не се сеќам. Да. Јас дуи го следам 15-16 години стрикно како новинар, како уредник и бидејќи бев во Алсат. Но го следам и од 2001, односно 2002 кога станува партија и сето тоа. Но ваква моќ до сега никој немал манифестирано како после Али Ахмети некој друг да има толку моќ во партијата. Па не би Ние рекол. така го чувствуваме од страна што гледаме. И ме зачудува, но вистина ме изненадува затоа што не е така. Министерството е најмалото министерство, заедно со Министерство за локална самоуправа во владата, со најмал буџет, нели, со многу мали проекти со кои што се занимава. Оваа година почнавме со поддршка на невладините организации, сакам да прерасне во нешто ново, кое што исто така ќе представува и Агенцијата за млади и спорт, и верските заедници, невладините организации, да прерасне во министерство кое што ќе ги заштитува правата на интересните групи. Било тоа се невладини, верски, етнички, млади, спорт, невладини и така натаму. Тоа сакам, тоа ми е нели целта во однос на министерство да прерасне во мало, функционално министерство со не повеќе од 50 вработени. Дали можеме да заклучиме дека Артан Груби можеби е главен кадровик моментално во ДУИ, па затоа и првичниот раскол. Ништо не, апсолутно не е точно. Значи, сите, не знам колку време имаме. Доволно Владата- за да објасните, ова е подкаст, можеме да објасниме, ова е разговор. Владата Не е од интервју. 2020 Зборувам партиски Јасно, кадровик. Владата од 2020 до денеска е продолжение на владата од 2017 до 2020 година. Единствено луѓето кои што се сменја беа министрите и заместните министри, државните секретари, дури повеќето стана исти. Директорите си беа директори, им се продолжија мандатите. Тие беа именувани од минатата влада. Заместните директори исто, членови на управни, членови на надзорни, било кој. Значи се беше продолжение од владата од 2017 до 2020 година. Најдете ми еден директор кој што е сменет, променет. Добро, и Од колку после, да. Значи, затоа ја кадровски политики не правам во ДУИ. Јас сум шеф на кабинет на господинот Ахмети од 2011 година, повторно сега реизбран. Јас сум исто така член на Централното претседателство и на Генералното собрание на Демократската унија за интеграција, заедно со 33 во Централното претседателство и 137 во Генералното собрание. Тоа што денеска го гледаме, деновиве го гледаме, и не само деновиве, туку всушност 2,5 години, од првиот ден кога бевме избрани па се до денеска, е внатре-партиски случувања во ДУИ, кои што немат последици врз функционирањето на владата и врз функционирањето на институциите. Господинот Ахмети ја менаџира Демократската унија за интеграција веќе 22 години, така? Исти вакви забелешки имаше по господинот Муса Џафери, ако не и поголеми, но тие не допреа до јавноста. Исти вакви забелешки имаше и по покојниот Абдулаки Мадеми. Иста ваква битка. Ако не и полоша, и по-агресивна. Исти вакви реакции имаше и за господинот Хазбилика. Се сеќавате, верувам, не беше одамна, пред 3-4 години. Исти реакции имаше и за господинот Садула Дураку. Сега гледаме продолжение на истите реакции. Јас се сеќавам и моите предходници рапортираа во владата, исто во партијата, исто така како што ја рапортирам заедно со моите колеги министри во однос на тоа колку е реализирана програмата на ДУИ и програмата на влада. Знаете зошто ве прашав кадровик, бидејќи дел од политичките голари тоа го зборуваат дека сте кадровик во ДУИ, можеби дека тоа е една од главните причини за расколот. Второ, напротив, ако ми дозволите, значи ниту едно именување не е направено од моја страна, формално предлагам на влада, да, но се видете ги кадрите, да речеме, од Сарај, кадрите од Чаир, или кадрите од Тетово, или кадрите од Гостивар, па ќе видите. Знаете зашто ве прашувам? Да. Например, доколку би имало сега следни избори кои се навестуваат, партиите се раздвижија, колку тежи Артан Груби во Чаир ако се знае дека можеби Изет Меджити и огнената група контролираат поголем дел од вашите членови? А зашто ви е таков впечатокот? Не ве прашувам.
на пример, Не, колку па констатирате, велите дека огнената група и групата на Муса и на Изет Па да речеме дека во контролира, тоа беше констатација, Добро, нели? бидејќи во таа група и градоначалникот Така е. актуелна влегува, И значи ви- да. влегува и сивата Ама еминенција нема што е други. позади тоа. Да. Мислам, Не, се може може ли- одамна ги знаеме Може процесите ли да се во ЧАИР, ги направи следиме. таква така што проценка? зборуваме Ајде за ќе ви моќта. направиме на проценка. Значи, ја дојдов од цивилното општество, ја водев невладината Разбуди се, ако се сеќавате, 5 години, и се приклучив кон Демократската унија за интеграција. И веднаш бев кандидат за градоначалник на град Скопје, на изгубена битка, затоа што знаеме дека албанец нема да успее да стане градоначалник, посебно не тогаш, нели, во 2013 година. Тоа ми беа први избори како кандидат и добив 31.000 гласови. На изгубена битка и каде што сите велеа дека зошто би гласале за албанец на изгубена битка за градоначалник. Да, за советници ќе гласаш, но за градоначалник е изгубен глас. Тоа посебно го велеше СДСМ, привлекувајќи гласови на албанците. Немојте да губите глас, затоа што и така не може да добиете, дајте го гласот директно на некој што е против ВМРО ДПМН на времето, нели, 2013 година зборуваме. На тие избори добив 31.000 гласови. денеска, Денеска да се пробаме. Сум бил и 2 пати пратеник. ама во ваква Кандидат. констелација. Кандидат на Демократската унија за интеграција 2014-2016. Во 2016 имавме огромен пат на добиените гласови. И некој тоа гледам дека се обидува да го фатурира на мене или на било кој друг кандидат. Но не треба да се заборави дека 2015 година беше година кога што почна проектот Вистината за Македонија, ако не се лажам, така се викаше, со објавувањето на сите прислушкувани материјали, со објавувањето на сите бомби. Што 2015 беше година кога сите ја критикува Демократската унија за интеграција дека го одржува ВМРО ДПМН на власт, со тоа што не излага од владата, ако се сеќавате. Година со пржинските преговори, први, втори, па другите. Година кога на 9 мај 18 луѓе загина, од кои 8 полицајци на Кумановските настани. Година каде што беше изречена доживотната пресуда за осудените во случајот Монструм. Имаше насилни протести каде што се нападна седиштето на ДУИ во ЧАИР, општината ЧАИР, се горе објекти, автобуси, ако се сеќавате. Многу тешка година, година каде што ние моравме да разрешиме 8 министри и 4 заменици министри поради прислушкуваните материјали, ако се сеќавате. И ги заменивме со млади членови на Демократската унија за интеграција и од тие последици сметам дека тоа се рефлектираше на изборниот резултат во 2016 година, но сепак ДУИ беше победничка Да, ама партија. не ми одговоривте за денеска. Кои се вашите очекувања? Например, Јас доколку сум би мол- апсолутно може ли убеден. Артан Груби, ете да речеме, да извојува победа убедлива во ЧАИР? Јас сум апсолутно убеден дека Демократската унија за интеграција не во ЧАИР, не цела република ќе биде Јас победник. зборуваме ЧАИР како е ваша матична Да. општина, таму сте израснат, таму ги знаете Апсолутно, луѓето, пријатели. да. Но доаѓаме до еден Апсолутно. победници, но не сте победници она кај што рековте дека се многу значени освен ЧАИР. Тоа е Тетово како градоначалници и Единствена Гостивар. општина каде што изгубивме всушност беше Гостивар од првиот круг, затоа што во Тетово победивме со 1500 гласови разлика во првиот круг, не во ред. Да, окей. Значи за Совет победивме. За Совет сме број 1 партија. Имаме 5000 гласови повеќе од парламентарните избори во 2020 година. И во Тетово победивме во првиот круг. Во вториот круг се случи една многу чудна ситуација, каде што сите политички партии, и ВМРО, и Левица, и Алијансија, и Алтернатива, и сите дадоа поддршка на кандидатот на Беса Билал Касами, што не се случило некогаш Рековте порано против сите, Теутарифи. сега доаѓаме нешто друго. Дали сите значи и СДСМ? СДСМ не верувам, затоа што беше во многу незавидна ситуација на овие избори и не беше во состојба да помогне. Така, доаѓаме до СДСМ, да немаш уште некое прашање околу огнените и да го завршиме тој дел и за да Мислам отидеме дека малце. доволно време. Да, сите анкети сме над 50% од гласачкото тело кај албанците. И на последната. Така е, но доаѓаме до односите со СДСМ, рековте што е постигнато, но има два фактора што се многу интересни во однос на СДСМ. Првиот е она што македонците што гласаат,
доживуваат дека сте негативно влијаете на рейтингот на СДСМ како ДОИ, бидејќи имате континуитет од 2020 од 2002 до 21 година, 19 години сте на власт. Значи само имавте прекин со владење од 2006 до 2008, значи 19 години сте на власт и дека добар дел од случувањата негативни што се случуваат заради континуитетот вие што го имате се препишуваат на ДОИ и тоа влијае лошо на односите со СДСМ, односно на нивниот рейтинг, но втори елемент е она што мене ме интересира. Дали сте информирани дека имаше на 21 имало на 21.12.2022 средба во СДСМ каде што поранешниот председател на СДСМ Зоран Заев бараше да се исклучи ДОИ од власт. Односно, она што е познато во јавноста, обид за пуч и да се трне ДОИ да оди СДСМ со ВМРО во коалиција. Дали имате такви информации дека таква средба се одржала? За средбата имам информации, да, но не за тоа што вие го велите и не се согласувам, затоа што на таа средба имало повеќе луѓе. И... Да, ги знаеме, јас ги знам кои се тие луѓе. Па јавноста веќе ги знае, да, значи не нешто што така е скришно и е потврдено. Но од сите тие луѓе, вклучително и од поранешниот премиер господинот Зоран Заев, јас сум уверен, господинот Ахмети е уверен дека апсолутно не станало збор за било какво такво сценарио за исклучување на ДОИ од власта. И дека такви некои етнички коалиции помеѓу ВМРО и СДСМ се погубни за македонското општество. Не може да обстои. Прашањето е дали тука е етничко во прашање. Јас немам, знаете, најлесно е она Така се представи во јавноста. Сакам да ви дадам нешто. Ја не зборувам, нешто. едноставно мислам дека би коалицирани со било која партија да може да обезбедат мнозинство. Верувам дека ако одат со ВМРО би одели со широка коалиција и со партиите на албанците, никаков проблем не е и алијанса да се вклучи и алтернатива и БЕСА. Значи, она што ние го доживуваме во јавноста е да во суштина обид да се трне ДОИ од власта малце да одмори во опозиција. Дали вие добивте такви информации? Не. Ги чув гласиниве, допра до мене, допра до сите всушност до цела јавност, но не се вистините. На крај на криштата, ако го гледаме многу опортуно и макиавијалистички, ова е било најдобро сценарио за ДОИ. Тоа ќе ни донесе над 20 пратеници во собранието. За жал би било добро сценарио за левица, која што би пронашла раст во вакви едни околности и во ваков еден сплет на такви договори меѓуетнички, моноетнички или па политички калкулации, но ние се видовме со господинот Заев и господинот Ахмети и јас, му бевме гости на ручек на поранешниот премиер, разговаравме околу 4 часа на сите актуелности и во државата, и во регионот, и помеѓу нашите политички партии. Тоа е после 21 декември? Тоа е пред Божик. Пред Божич, добро. Да. Значи сега брзо било. Брзо, добро. На пред 10 дена. Пети ден после роден денот на господинот Ахмети. Значи добро, на 5 јануари. Се видовме со господинот Заев, како што ви кажав, разговаравме околу 4 часа. Он ни беше домаќин. За прв пат господинот Ахмети отиде во Струмица да се види со господинот Заев по негова покана и разговаравме околу актуелностите. Така да и од господинот Заев и од сите учесници на на тој состанок од 21 декември, вклучително и премиерот Димитар Ковачевски, сме уверени и ние апсолутно веруваме дека такви некои сценарија воопшто не се ниту разговарани, не се ниту разгледувани, не се ниту прифатливи ниту за господинот Заев, ниту за премиерот и председател на СДСМ Ковачевски. Јас, според моите информации, вечерта на 21 или многу рано наутро на 22 веќе сте биле информирани во ДОИ за средбата и за што е зборувано од страна на еден од присутните на тој состанок. Јас лично го знам кој е тој, но еве нема да го знаеме за кој ви информираше? Ви информира ли вечерта за тоа? Знаеме за вакви ситуации многу порано од 21 декември.
Дали ова е круцијално се наведува дека било разговарано и за Вакви разговори случување. имало и пред 21 декември. Али ова бил круцијален да се ги измерат силите внатре во СДСМ. Така ние Не знаеме. верувам дека ги мереле силите, затоа што нема за што да ги мера. Сите се СДСМ, сите сакаат победничко СДСМ, сите сакаат да видат владата да обстои, да продолжи, да си ги добие изборите Ќе во обстои ли 2000. владата? Ќе обстои ли владата сум убеден дека ќе до обстои. 2024? Јас сум убеден дека ќе обстои. Затоа што, како што гледаме, ниту еден и од луѓето кои што се назадоволни, велат дека не сме против владата, не сме за предвремени избори, затоа што би било погубно. Видовме пораки од Вашингтон и од Брисел дека не се прифатливи предвремени избори. Да, Дека но не Вашингтон чудни пораки праќа и околу корупцијата, Да. а како што рековме, вие сте континуитет и во претходните и сегашнава власт, значи вие сте непроменливите, така што добар дел Не, од победниците. Перцепција е тоа. вака победници 2016 во декември беше ВМРО ДПМН со 51. Не збориме за дуи, велите Да, да. непроменливите, ја велам победниците. Да, да, во ред, Да. не, видете, може да некој да освои 56 кај блокот кај македонските партии, уште со 5 мина, например, од Алијанса или БЕСА, да формира... Нефункционално е собранието така. Генерално не ќе може Бадинтер да се обезбеди, или му ќе може тоа, но генерално може да функционира до Се проба некако. тоа во 2006 Шеста. Во Шеста беше, да, 2006 година и се знае имаше, како заврши. Не, добро, да. вие добро го работевте тогаш пиарот, се воодушевува луѓето од ВМРО како вие работите пиар и како го доведовте до мајскиот договор во 2000. Тоа го следиме, ви реков дека Така да, долго имаше време таква- големо Добро, сеќавање има. мала Спомени. дигресија околу поканата на господинот Заев. Чисто која беше поентата на средбата? Рековте се сретнавте, најверојатно се актуелните теми кои се... Од уставните измени па се до односите помеѓу нашите две партии и се што е актуелно разговаравме. Поканата е од неколку години претходно, па секогаш се повтара, нели, да се видиме во Зајас, да се видиме во Струмица, ќе возиме мотори во Зајас, не, ќе дојдеме во Струмица да ве посетиме, така да прв пат господинот Ахмети беше во Струмица. И нели имаше надписи по медиумите дека се случило ова, дека имало средба, дека има некој пеколен план или има било што. Испадна дека нема ништо од тоа, затоа што и самиот господинот Заев и јавно веќе го демантираше тоа. Така. Тоа значи дека господинот Заев се уште е некаков фактор во политиката, иако во пензија. Секако дека е фактор господинот Заев, затоа што е поранешен премиер, затоа што е добромисленик на Република Македонија, затоа што сака да даде свој придонес и он е член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дали... Исто така како што е господинот Бучковски или господинот... Ама дали да така се дефакторизира Димитар Ковачевски? Ако... Не, апсолутно. Ја мислам дека господинот Ковачевски... Не мислам, знам дека господинот Ковачевски има целосна, апсолутна поддршка од господинот Заев и од сите структури. Вклучително тука и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и другите предводници на Социјалдемократскиот сојуз. Сите се унифицирани, си направија внатрепартиски избори во ограноците. Има нели кампања, сега започна, има средби со граѓаните и гледам дека имаат поддршка, се поддржуваат едни со други и се консолидирани целосно. Ние имаме одлична соработка и со господинот Ковачевски и претходно со господинот Заев. Коалиционата програма и владината програма се спроведува. Задоволни сме. А има ли простор за соработка со Христијан Мицковски, доколку би имало, да речеме, евентуални предвремени парламентарни избори? Со господинот Мицковски има простор да гласа, он всушност не може да гласа затоа што не е пратеник. Туку неговата партија и неговите пратеници за уставните измени има огромен простор и има подадена рака за да дадат свој придонес за европската иднина ваша, моја, на сите наши граѓани и да бидат партија државнотворна, да покажат дека имат став. Добро, и може би дека или да донесат подадат одлука. рака за една коалиција и да ви помогнат и вас на дуи во некоја наредна влада. Нас би ни помогнале многу доколку би гласале за уставните измени. И не само на нас, туку на цела Република Македонија и на сите граѓани. Ве уверувам тоа е иднината Така. и се Господине- надевам дека ќе се надминат себе си во од теснопартиските интереси и ќе им дозволат на своите пратеници
да гласат по своје убедување и да ги прифатат уставните Горан амандмани. го наметна прашањето. Само од секунда, извини. Господине Груби ме научија дека кога зборуваат представници на ДУИ високи, представници на ДУИ поточно, треба многу внимателно да слушам, бидејќи секој збор треба да се измери, затоа те прекинувам во моментов, бидејќи рековте после неколку покани, прв пат се имало средба во Струмица, каде што меѓу другото се разговарало и за уставните промени. Уставните промени знаеме како се случија за договорот за Преспа, значи што се случи. Дали во суштина оваа средба што беше Заев Ахметије, освен да се рачистат дилемите што се од 21.12, колку Заев е за ДУИ и не е за ДУИ, второто е како да се обезбедат 80 пратеници и дали падна договор повторно за некои магични средства да се употребат и на чудни начини на убедување за да се дојде до 80 пратеници. Бидејќи вие сте многу искусен во политиката, според моите информации, вие сте учествувале и во претходното кога беше промена на уставот, па малце да појасниме овде околу што е договорено околу тоа промена на уставот. Ке имаме нови пратеници, убедени, па подкупени, па амнестирани, нешто така. Некоја форма. Значи ние нема за што да се договараме на средбата со господинот Заев, туку разговараме по однос на можни начини на кои што би обезбедиле најмалку 80 гласови, а идеално сите да гласат за уставните измени и секако разговаравме за тоа како беше во 2017, 18, 19 година и како можно да се реализира уставните измени и сега. Секако со огромен придонес овде и предводник е на целиот процес премиерот Ковачевски. Имаме идеи, имаме иницијативи, не подалеку од неделава веќе ги започнавме процесите и верувам дека јавноста ќе не подржи целосно, но ќе не подржи и опозицијата, ако не цела, делови од опозицијата, доволно за да се донесе таа храбра одлука за да се обезбеди иднината на Република Северна Македонија. Дали ова значи купување на пратеници? Не. Кога се менуваше за Преспа, кога не после неуспешниот референдум, се купија 8 пратеници. Тогаш во игра беше Мијалков, Сашо Мијалков, веројатно бил во игра. Сега гледаме дека Мијалков добива убаво чуден третман, па може да биде за нова година дома наместо во Струшкиот затвор, каде што во Струга кадар на ДУИ, мислам, директор. Едноставно сите олигарси и сите што беа некако вклучени со промената на уставното име се во објект каде што раководи кадар на ДУИ. Едноставно, дали го враќате и него во игра, па го враќате малце и Заев во игра, бидејќи Заев беше дел од тој процес, едноставно, дали е на повидок ново да се најдат нови 8-9 пратеника, колку што ќе бидат потребни за да гласаат? Ние ги бараме сите 40 и колку има ВМРО пратеници, 42, 44, не знам точно, сите нив да гласаат. Но ако не можат сите, тогаш дел од тие што се чувствуваат како европјани, од тие што се чувствуваат доволно одговорни за еднината на нашата земја, заедничка земја. Но јас не знам дека е купен некој пратеник. Како се убедени, например, да се 8-мината бевте во тек што се случуваше? Бев апсолутно во тек. Како 8-мина ВМРО-вци, стамени ВМРО-вци што нели кажуваат дека не би смениле името ништо, одеднаш се најдоа во тоа да гласаат со два прста да се смени уставот. Како се случи ако сте биле во тек, да ни кажете, бидејќи јавноста мислам дека живо знае веќе заинтересирана. јавноста затоа што помина неколку години и јасно Но е. процесот ме И интересира. говореа- Мијалков ги говореа купуваше, самите. ги убедуваше, ајде не се купува, ги убедуваше, Заев ги убедуваше, кој ги убедуваше? Како ги убедува? Мене ме интересира ако го знаете тој процес, чисто како човек да И слушам. ние и СДСМ своевремено имавме средби и со ВМРО, и ние со ВМРО, и СДСМ со ВМРО, и со челниците, но и со пратениците поединечно, како што правиме и сега. Значи, ние сме разговарали со господинот Мицковски за уставните измени. Не криеме тоа. И јас сум зборувал, и господинот Ахмети има зборувано со господинот Мицковски за уставните измени. Не бе, 8 мина сте ги нашли. Они не другите Па најдовме повеќе.
но други подклекна од притисокот. Добре, имаше Секако повеќе дека- од 8 луѓе кои Да, требаше да, да да, гласат. Колку да, да. отприлика? Па имаше повеќе од доволно. И како подклекна? Па подклекна од разни притисоци од партијата, од јавноста, нели тогаш имаше огромни протести, ако се сеќавате, па им се палеа коли на пратениците, се напаѓа пратениците во своите приватни домови, па имаше протести на улици, различно од сега, значи различно од нова ситуација. Но најбитното нешто што би сакал да го истакнаме дека сите тие страови кои што се наметнува, всушност испадна дека не се вистините. Изгреа сонцето и утре дента. И утре дента сме членка на НАТО. Еве си ги започнавме преговорите. Станавме бугари. Бугарски зборуваме денеска тука. Бугарски пишуваме. Не, Најголема навреда кон македонецот е политички лидер да му каже дека денеска ти ќе се асимилираш во 2023 година. Толку ли он смета дека е несигурен македонецот во својот идентитет, па да му каже дека од денеска ќе стане долги нешто стази- друго. на долги Кога не стази- станал 2023 години до сега. Затоа што на долги стази со тој договор се предвидува менување на учебниците на историјата, друго. Не е тосно. значи, не е тосно. Ништо не може да се донесе без наша согласност. Ниту промена на знаете вие учебник, дека- двострана согласност. Ама ги следите тоновите од Бугарија, така да ги следите дневно-политичките настани кои 500 години под турско не сме се потурчиле. Под византиско уште повеќе не сме се промениле. Под римско уште повеќе не сме се промениле. И сега во 2023 во денешно време на интернет и на глокализација, не глобализација, вие ми велите дека ќе се асимилира, имате политички лидер кој ви вели дека утре кога ќе станете, ќе Има станете опасно. бугари. Не се навредувате од тоа? Не е тоа Не, навредливо? јас сум само многу уплашен како граѓанин. Од што? Од тоа што ќе ми ја менуваат историјата и ќе зависи Никој мојот не може да европски ви пат. смени историјата. Мојот европски пат ќе зависи од Бугарија, а не од моите односно Европскиот пат резултатите. зависи од сите членки. Сите членки видовте сега на пример со примањето во Шенген што се случи со Бугарија. Во целиот тек на отварањето на поглавијата, отварање, затварање, Така. било која од членките може да Добро, блокира. Еве, мислам дека добро. клучен страф на граѓаните е корупција. Така Се е. мапира веќе и од меѓународниот фактор, ја чувствуваме нажалост и ние дома. Ве слушав внимателно на почетокот кажавте дека имавте неколку постулати за изборите во 2020 година. Дали еден од постулатите е можеби поставување на обвинител во обвинителството за организиран криминал и корупција? Не. Клучна функција, да речеме, можеби најмоќна функција во правосудниот систем во Македонија? Не. Дали Видите ја ислам... програмот? Не, ве прашам можеби малку Тоа ме ироничен да. сум, Аха. дали Исламабази е тесно поврзан со ДУИ? Апсолутно не. Ниту е член, ниту бил член, ниту никогаш бил било каков активист на демократската интеграција. И ја ниту го сум го знаел, да ви кажам наискрено дека постои, се додека не стана кандидат. Имаше фотографии, претпоставам ги видовте, медиумите Да, објавивме но фотографии од лов. од ловечка вечера, од планинарење, Да. Па и вие имате фотографија со мене, претпоставам. работно, професионално. Па, и во приватно хоби се сретнале на Кора планина, така, и го објасни тоа господинот Исламабази. Не сакам да бидам негов адвокат. Воопшто. Но се апсолутно неприфатливи и шокиран сум од реакциите на медиумите по однос на неговиот избор и по однос на поврзувањата. Ке извадите некоја теорија дека некој нешто, не, од кој факт, кажете ми еден, од кој факт? Фотографии. Дали тоа некој од ДУИ се јавувал по обвинители за да гласа вака или така? И Не, како ве е можно? разбирам, Не, мора да се објасни. Значи ваква хистерија по сите прашања го прави ова општество многу несигурно во себе си. И затоа се вакви реакциите. Мора да истражите и мора со факти да ги објавувате по јавност исто како и ние и новинарите. Еве сега Не може- Шокирани ли сте од изјавата на американската амбасада? Не знам, ета... Не сум апсолутно шокиран. И Што они се рече изненадени. американската амбасадорка? Изненадени. Дека се изненадени и од од протест. изборот. кој го гласал? Во ред, Па во ред. 90% обвинителите се македонци. Не, тука нема доаѓаме до врска моментот етникум, на извини длабоката- Гора. Не, длабоката држава инсталира, така е. поентата е дека имаше реакција на американската амбасада Да. која рече ние сме изненадени од изборот на Исламабад. Затоа што не би Зошто би сакал да биле интерпретира. изненадени?
Па не знам, прашајте ги, не можам да интерпретирам изјави на американската амбасадорка или на американската Па амбасада. не, дека рековте шокирани сме од... Шокиран сум од медиумите и на начинот на кој што го представува никој ништо Исламабази. И тука во ова студио е така кажано, ако не се лажам. Анонимус. Како можете така да квалификувате луѓе? Не ми е јасно. Како може така да се напаѓа било која личност? Па не е умесно Па прво. скромни резултати обвинителски Не, има. И Па- не само тоа, нема биографија доставено да знаеме кој е. Значи, основно правило е, кога ќе се кандидира некој некаде, да достави биографија Ама за има да видат кој доставено, што... предпоставам, во обвинителскиот совет. Не, Административно. непосредни избори Избори беа, мора да требаше се да представи. поднесе биографија Кандидатура. како да, со се биографија како сите други негови против кандидати. Не не е тоа. Корупцијата е извор за Доаѓаме проблеми во до она што Македонија. она што е длабока држава, Јас жалам и Само на е- вистина би жалел ако овие реакции се само затоа што господинот Исламабази е албанец. Не. На пример, Да беше некој друг. не. Ова е опасното, ова е хистеријата што се И создава ова во се државата. создава ваква хистерија секогаш кога Зошто нешто- не беше за другите? За кој За кого? други? За било кој. За сите правиме За што било не кој. ги Па не ги имате исполнуваат избори условите. секојдневно. За обвинители, за суди, за директори, За сите што не не ги знам, исполнуваат, за се било што. правиме. Мислам дека Зато Ваква имаме- хистерија ни- немаше. Ние што имаме изрендане овде, што се македонци, не сакам етничка димензија да давам, нема и за... Ја реков дека жалам ако тоа е медиумите мотивот на да тие не реакции. работат тоа секој. Не, тенок мрасе кога пробувате на ваков начин, Ја не да пробувам зошто е нешто. албанец или зошто некој е албанка или некој е македонец. Стрикно се водиме по тоа какви се неговите резултати, бидејќи има Совет за Ама јавни зошто се обвинители. препознавате во ова? Не. Затоа што не сакаме да не, даваме не може, да не Еве, може. јас- Не ајде, бевте само вие. вака. Не знам дали бевте вие воопшто до душа. Албанец, Но, не. Ајде сега ќе сите зборувам. медиуми. Еве 2 вака. недели, 3 Нема недели, да месец дена. Ги напаѓате медиумите, не сакам да ги напаѓате Да. медиумите. Па Секој некако има- им тргна, Им им тргна тргна неделава, само, значи и од премиерот и од лидерот на ДУИ ги нападнаа две Не ни национални тргна телевизии што воопшто. не Загледаме како сме во исти улоги. не е во ред да се напаѓаат медиуми. Но доаѓаме до Ја ви она- кажав, сум новинар. Да, кажавте и предавате на Тетовскиот универзитет новинарство. Но доаѓаме до она што го 19 години на власт е сериозна бројка. Сакале не сакале, 22 години победници е посериозна од 19 на власт. зборуваме колку е власт. Исклучително добро може да се конектираат луѓето кои што се на власт 19 години, еве 15 ќе ги земеме континуирано и да си дозволат пофамилиарни односи со другите луѓе и така настанува суштина корупцијата. Значи гледаме владењето на ВМРО 11 години што донесе на распад на системот, гледаме после тоа едно слабо владење на СДСМ што ни носи како, односно без јасно мнозинство, секогаш е на границите 2-3 пратеника плюс или минус. Гледаме, но вие сте континуирано кај што има една изрека кај што сите во правниот систем викаат ако сакате да завршите некоја работа, да бидете избран, да не бидете осуден, треба во ДУИ да дадете пари. Апсолутно. Пари? Пари. Па Кеш. најдете го тој што дал пари, Ги има. првенствено. Но, Ги има. ајде, извадете го. И знаете Па како што му оде во- правите на тој? Што не го пријавите? И тој што земал и тој што Тука дал. е проблемот, што 4% е довербата во судството. Сега секаде е сега ќе ви проблемот. кажам, Па пријавете ние- го во Па медиумите. еве, не, ние го објавуваме, Донесете објавуваме го човекот случај, кој што ние дал пари. Еве на пример за Slimline објавуваме приказ на судоци, суди по свое наоѓање. Но окей, не се Па сега судот зборуваме. не може по ваше наоѓање. Добро, не, Да. интересно е тоа. Доаѓаме до моментот на она што Немојте, многу лесно е тоа да се каже малце неодговорно на камера. Знам човек кој што дал пари, знам човек кој што земал пари, па пријави го, кажи го со име. Пријави го што ме така. Добро, еве ќе на пример како така лесно со правдата манипулира Мијалков. Па прашајте го Мијалков. Добро. Ние Не се чувствувате залагаме, одговорност како ДУИ? ние се залагаме не затоа што немаме никаква одговорност врз судството и никаква надлежност врз судството и врз обвинителството. Дозволете ми. Во 2018 или 19, не знам, предводев група за закон за ветинг. И го пишавме во собрание, и го поднесовме, помина прво читање, и се блокира од страна на политичките партии, другите политички партии. Го ставивме во програмата како наш апсолутен приоритет, закон за ветинг. И сега пак го реактуализиравме, го пративме до пратениците, го пративме до СДСМ, истиот закон, кој што предвидува контрола на сите политичари, сегашни и бивши, на сите судии, на сите обвинители,
за нивната имотна состојба, за начинот на кој што станале, тоа што станале, нели, за нивните приходи, како со тие приходи се стекнале со таа имотна состојба. Дајте ни поддршка. Ке ви го донесам законот, ке го представам и јавно. Океј. Ќе го Дајте видиме. ни поддршка да усвоиме закон за ветинг за контрола на сите бивши, сегашни и идни политичари. А зошто Да се издаде сертификат со тоа, со прашање до финансиска полиција, до финансиско разузнавање, до УЈП, до кадастар, до обвинителство, до судство, се што има за Ма личноста. нели сите овие позиции кои ги набројавте се партиски решенија? Кои се партиски? Па Како? директорот на УЈП, финансова полиција, све се тоа Ми реков партиски. обвинителство, судство, И зошто, ДКСК. зошто не се поврзани тие до сега и да може да се проверуваат работите по службена должност? Затоа што например, нема таков систем за жал. А зошто И нема? тоа го баравме. А зошто нема? Државната комисија за спречување на корупцијата може само постфестум да реагира, затоа што она ги контролира избраните и именуваните лица откако ќе бидат избрани и именувани. Зошто не е А направен ние велиме системот? тоа да биде претходно. Пред да гласаат луѓето за пратеник, за градоначалник или за било што, да има апсолутен сертификат и увид во целата моја имотна состојба, во се што ја представувам, од Така. кога сум јавна личност. Тоа не е решено, а можевте. Зошто тоа не го Па ви иницирате цело кажате време? како блокира во собрание. Добро, окей. А еве доаѓаме онаа економија. Еве сега, малце. блокирајте заедно со нас да го усвоиме. Добро. Законот за ветинг. Ај сега да дојдеме до моментот на она што е за економскиот дел на го спомнавме Мијалков, вие имате искуство со Мијалков, он си уживаше за Нова година, веројатно подобро си поминало од што ние сме си поминале. Има обид за не обид, веќе е во процедура за формирање на втора државна видеолотарија. Како ве поврзуваме тука вас? Вие дадовте едно автентично толкување дека може да се отвори втората видео, иако и првата е државна и втората ќе биде државна, и имаме тука нелогичност, бидејќи вторава ќе треба да се конкурира на првата, да биде конкуренција. Значи вие викате може две да бидат, и второто е врз основа на директорот што е на лотеријата, тој е ваш близок соработник и ќе го работи се во ова, но ние како ИРЛ, односно нашата шефица Сашка Цветковска, имаше истражување за кое утврди дека со првата државна видеолотарија прилично добро има луѓе кои што си се офајдиле и имаме основан сомнеж дека можеби се и политичари од Македонија, поранешни политичари. Која е шемата? Сега го молам Давид, колегата што е во режија, да следи дали добро ќе објаснам шемата што е направена, за да ми потврди дали добро сум објаснил и зошто ние се сомневаме сериозно. Сериозно се сомневаме дека можно да се повтори сценариото што беше во времето на ВМРО ДПМН. Што се случува? Се формира државна видеолотарија, значи 51% треба државната фирма да даде лотарија, државната лотарија дава 51, 49 стратешки партнер, тоа треба да биде некоја сериозна меѓународна компанија. Се е тука во ред, 49% се наоѓа на заинтересирана компанија која што отвара локална фирма во Македонија, каде што она не е 100% собственик на таа компанија, туку дел е собственик реномираната компанија што го добива партнерството со државната лотарија, а огромен поголем дел, например 65%, го имаат чудни компании кои што не може да се влезе во трага на кој е собственик. Тоа така функционира во моментов со државната видеолотарија. Дали не со со видеолотарија. Со државната видеолотарија. Зборуваме, тоа е случајот. Значи 49% има странскиот партнер, 51 државна. но 51, но 49 не се во собственост на сериозната компанија, туку некаде околу 30% има собственост Казино с Аустрија, додека останатото се луѓе кои што преку офшори, односно фирми, компании, поединци преку офшор фирми имаат собственост. Тоа е моделот моментално што владе. Вие ќе го воведувате истиот модел? Апсолутно не. Како не? Како сега ќе веруваме, како ние да поверуваме? Па ќе следите како што следевте до сега и тоа ќе го А следите. не можеме да го следиме, знаете зошто? Кога ќе дојде до офшор веќе имаме сериозни проблеми. Не верувам, прво не знам, но апсолутно не верувам. Причината зошто има втора видеолотарија е законот, и ќе има и трета, и во сама организација на државната видеолотарија, пошто се информирав, затоа што ми информиравте што ќе биде едно од прашањата. Од не ги знам темите. деталите, од темите, да.
затоа што не ги знам деталите, мора да се информирам секако. Прва работа што сакам да ја појаснам кон вас и кон граѓаните е дека јас кога водам влада, а претежно можеби, не знам, огромен број од седниците ги водам на владата, затоа што и премиерот е зафатен, па го заменувам, ги потпишувам сите одлуки на владата, вклучително и автентичното толкување, кое што е поднесено од Министерството за финансии не е од мене. Јас сум потписник затоа што ја водам владата. Ги потпишувам сите акти кои што се донесуваат, усвојуваат на владата. И тие после се проследуваат до собрање и бев сведок на цела таа црна кампања од страна на опозицијата ВМРО ДПМН, претежно во одбрана на монополот поставен од нив во државната лотарија преку државната видеолотарија. И токму тоа е иницијативата на оваа влада и политика на оваа влада, сите монополи, сите концентрации да ги либерализира, да ги демонополизира во било која индустрија, вклучително и оваа. Апсолутен приоритет на ДУИ беше законот за игрите на среќа. Го направивме законот за игри на среќа во Министерството за финансии, го поднесе господинот Бесими, го усвоивме на влада, го пративме во собрање, го блокираше целосно ВМРО ДПМН. Чиви интереси брани? Дајте да го либерализираме пазарот, да ја либерализираме индустријата, не само таму. Така. Значи, зборувам и за гасот, и за нафтените деривати, и за телекомуникации, и за било кои монополи кои се воспоставени токму со тие сомнежи кои што вие ги нагласивте. И јас апсолутно сум уверен дека такво нешто не може да се повтори. А ако се повтори, најгласен ќе бидам против. Сега доаѓаме до моментот да зборувате ВМРО го блокираше, но од друга страна вие Се уште го блокира, го повлековме законот. вие, и сега го подготвивме, вие либерализирате ексклузивна информација, ако не на следната седница на влада, на следната потоа ќе го усвоиме повторно законот и сега сме апсолутно убедени дека ќе помине без можност за ВМРО да го блокира. Пак. Сега имаме еден момент што ја следев проблематиката антибиџос, вие знаете, антикоцкање. Да. Тоа ми Во е законот остаток. е предвидено 500 метра минимум како да може бидат трнати казината. сега со државна видеолотарија со првата се Да. напунија сите затоа сакаме да ги обложувалници трнеме. со ВЛТ Да. апарати. Да. Тие се надвор од системот, надвор од УЈП, тие ВЛТ апарати. Сега кога ќе се отвори втора, ќе се напунат уште стотина илјадници нови ВЛТ апарати. Дајте ни подршка да го усвоиме законот. Законот предвидува 500 метра надвор од школи, средни и Основни primary schools, училишта. факултети, да. Така. За да не им се овозможи на младите, нели, многу лесен пристап кон нив со сите тие светла. Дајте ни подршка. Сакаме да ги трнеме казината, обложувалниците, како се викаат, клубовите, сите од градот, нека си функционираат надвор од градот, кој си има таков порок, нека си оди надвор од градот, нека си игра. Да не ги труеме младите. Ма сега имаме Ова не е контрадикторно. целта. Сега Не е имаме едно, контрадикторно. ќе отвараме втора, Не, викате и трета, а од друга страна не ќе може да се отворат Standpoint, значи, вие од погрешен. училишта, било какви викаат дека не може на 500 метра ништо да се отвори. Воздушна линија или како ќе биде? Ако е воздушна нема шанса, мислам има едно 3-4 точки на некој од планините кај што ќе може да има казина. Не знам точно како се викаше дефиницијата по однос на дистанцата, real time distance или не ми текнува точно. Ќе проверам и дополнително Добро. ќе ви информирам да не ви излажам. Да бидејќи Воздушна, пошто ако биде тоа во некое село, ќе треба у соседниот град да оди казиното. Но идејата првенствено е во големите градови да нема казина, да нема обложувалници, да нема слот клубови во градовите, туку тие да бидат изнесени надвор. Тоа е духот на законот и да дојдат што поголеми придонеси кон буџетот на државата. Како ќе се намалат Нема се Потполно намала, во ќе се моментот- играат тие што се играат во градот, ќе се играат надвор од градот. Не може секој втор дуќан да биде кладилница, секој втор дуќан да биде казино. Значи тоа ни е целта. Да ги трнеме казината, да ги трнеме обложувалница од градот. Целта ни е да го декриминализираме, да го демонополизираме, да го либерализираме пазарот, не само во тоа. Ви кажам во сите други индустрии каде што се сомнемаваме дека има такви. Добро, ова мене ми е искрено да ви кажам, после 20 и кусур години новинарство и од кои што 25 години економско новинарство, на вистина не ми е јасно како ќе функционира се ова, бидејќи да ги трнете. Ама тоа не е Крајно наш нејасно. проблем. Проблем е на кој конкурирал за втора VLT или за трета
а третата, ако разбрав добро, ќе организира државата сама себе си, затоа што мора да се либерализира. Добро, целата пак државата. индустрија. Добро. Каков е вашиот однес со Перпарим Бајрами? Како со сите директори, заменици, Али беше директори? многу близок со работник со Од вас во каде? Од собранието? многу близок со Па, мене? колку што знам, ви беше шеф на кабинет, што ви беше? Апсолутно во собранието? никогаш не бил шеф на кабинет. Не е Значи, ве молам, Добро, со вакви проверуваме. урбани легенди, Не, па Со вакви- еве, ова е отворено начик што се вика, зборуваме. Затоа ве Значи- прашувам, вие одговарате. Разговор. значи, исто како што ми е со Еју Простеми, директор, како што ми е, не знам, со Абдулселам Селами, не знам, сега не ми текнуваат имињата на директорите, ќе ми се налути некој, како што се сите директори или заменици директори кои што се предложени како членови на управни одбори, на надзорни директори, заменици директори, министри, заменици министри, иста соработка. Така, Боки, нешто да прашаш? Значи не бил никогаш шеф на кабинет. Или да одиме на она што мене ме интересира исто така, тоа е Бехтеленка. Ајде да одиме на автопатите, да не биде... Доаѓаме до еден многу Ајде. интересен. За мене Бехтеленка. омилен. Значи, И апсолутен приоритет. спорно, да. Сега можеме, економски не сакам да навлегуваме исплатливост, што така, мене Па ме кој интересира. автопат исплатлив? Ни еден во Любов. Македонија. Молам? Ни еден во Во Македонија. било кој, каде во светот? Има каде што има протокол одреден, но мене ме интересира нешто како знаете дека е Бехтеленка контроверзна голема фирма, американска, и она што ни остава впечаток нас, викаат кога кога доваѓаат они, треба таа држава каде што се, таа држава нешто да се одолжи на Америка. Голем контрактор се во Америка, голема фирма се. Сега сакам да Ова ми ве изгледа прашам. многу опортунистички, Не, не. кога ни одговара некој став, Не, а велиме само да- американците вака кажа. Не. На потпишувањето на меморандумот за Бехтеленка стоеше до мене американската амбасадорка, така ли беше? Ајде, зошто? Што би требало? Како се да овие двојни стандарди? Не, сега? нема, само ве прашувам. Што би требало ние да се одолжиме на американците, бидејќи голема афера имаше? Американците не поддржуваат 30 години. Неспорно. Без да беа американците, ние не може да бидеме денеска тука кај што сме. Држава се усвоен кажи го, амандмани за Охридскиот рамковен договор со мир во куќата, со добро етнички односи. Тоа е неспорно, никој не го членка негира. на НАТО, со Но- отворени преговори. Но никогаш не дошле вака и го читав баш законот што го се усвои во собранието. По предлог на претенци. Член 3, алинеа 4, став 4, овој закон Го ќе се исклучува. применува како посебен закон со кој се исклучува Закон примената за на јавни другите закони во целост и делумно, односно кој се применува без оглед на другите применливи закони во Северна Точно. Македонија. Знаете што значи суспендира се? Затоа што е Пазите, ова е надвор од здрав памет. не е надвор од здрав памет, затоа Па, што е иста суспендира се. практика воспоставена во Хрватска, во Србија. Каде што беше во Албанија. Не беа е точно, избркани. проверив, не е точно. Вториот договор не е Проверив, потпишан не под е Европска точно, унија. не е точно дека се избркани. Напротив, Хрватска го има Европска- воспоставено овој систем. И затоа Проверете имаше си добро. и Светска Немаше банка реакции, си и го Европска завршија унија, пред време првиот. проектот, си го Вториот завршија не пред дојде. време проектот. Други проекти не продолжиле, не работеле. Затоа што е Сега во така, Србија им само дадоа еден. анекс, им дадоа Така. анекс и продолжуваат со други делови од автопатиштата од тоа што се задоволни. Тебе Па него добро, само да анекси објаснам. им давам и на кинеската синохидра. Ова Тоа не исто, значи така дека некако се може. анекс имаме и за автопатите Кај нас? Да, за Па тоа е синохидра. трагедијата. За тоа сакав да почнам да објаснам. Договорот со Синохидро е исто направен по закон, не е по ист ваков закон, со заем од Кинеската банка, нели? Кинеската држава, во 2013 година. Имаше и бомби за тоа прислушуване. Денеска, па се надевам да има бомби за Бехтел, па да видите дека нема ништо. 2023 година сме, нема 1 километар автопат пуштено. Нас ни е круцијално, есенцијално за ова наше општество и за овие наши граѓани кои што имат мали двоумици, да споредат една американска, сериозна западна компанија на иста делница, на ист автопат коридор 8 да гради за 3 пати пократко време, за 10 пати поквалитетно. Ама од кога е најавата за градење на автопатот до Блаца, како програмска определба на ДУИ? И тоа добро што ме прашавте многу. Разговарав со деканот на факултетот за градежништво и со други инженери во однос на проектите за коридорот 8 и Скопје Блаце. Ми е кажано дека проектите се направени за никогаш да не бидат изведени, да реализирани, да не може да бидат реализирани.
Само скоро сега објави ЈПДП тендер за нови 10 милиони евра за дополнителни за само првите 2 километри. Ова е катастрофа. И нема никаква одговорност за проектантите и нема никаква одговорност за тие што ги прифаќаат проектите. А добро, И ги од тендерира. кога е ветувањето на ДУИ ме интересира за тоа. Зошто тоа не сте го исправиле? Не е од Јас- вчера проблемот, 19 Ама јас сега години. видов, затоа што не ми е мене Им сте работа имале вие и инфраструктурата, така? Да, ама сте имали и министри, заменици министри. Да, и во транспорт, да. Секаде, Сега. значи не сте исклучени Точно. вие. Не, и тоа е важно- маргинална мала партија. Дуи не е мала Важно партија е во од Македонија. од кога е дадено ветувањето. Па не знам, не би знал точно кога е дадено. Ако те Пред интересира сите- датум. Пред сите избори, кога е ДУИ изборува за автопатот Блац. Не и се, имавте таму... Да ги објаснам, ако ми дозволите, и двата автопата, кратко само. Ајде. Значи, проектот за Скопје Блаца е правен за никогаш да не се направи. Ова е третата траса. Првата траса не поминуваше затоа што поминуваше низ ново изградените гробишта во селото Блаце. Втората траса не поминуваше затоа што поминуваше низ Тенковец, полигонот за армијата, и се направи целосно нова трета траса. Секоја траса зимаше по година и пол. Нели проектирањето не е денес за денес, не се црта на Google. Затоа имаме вакви проблеми. Се подели трасата на два проекти, едниот 2 километра, другиот 10 километра. Првиот од 2 километра се тендерираше, го доби граници, го гради и сега е при крај, но при изведување на работите се увиде дека проектот е погрешен и мораше да се направи ново репроектирање, а никој не сноси апсолутно никаква одговорност, затоа што сега од буџетот треба уште 10 милиони евра веќе се дадени за да се заврши само 2 километри. Истиот проблем се надевам да не го имаме со 10 километри и затоа инсистиравме со компанијата која што го прави дизајнот Хил и со факултетот се да биде доследно пред да се тендерира, затоа што се работи нели за кредит од ЕБОР. Малце сте контрадикторен кога викате никој не сноси одговорност. Вие сте влада, власт. Значи кога зборувам вие, зборувам за ДУИ, таму има министри. Да ги знаете дири- работите. Само Ама малце. не, кога зборуваме за многу сте- одговорност, кога зборуваме за одговорност, Да. мора се јас ве оставив, ве сослушав. Ајде. Значи, Па мислев ја треба да зборувам. не, па ова А, подкаст добро. малце разговараме, Добро. значи не е класично интервју. Да. Работата е дека кога зборуваме за одговорност, одговорноста ја има власта. Апсолутно. Ја има ДУИ, Но во овој ја има случај- СДСМ, ја има ВМРО во различни аспекти кога владеат. Во еден случај дозволи ми само да ти објаснам дека проектирањето е финансирано од ЕБОР и они го прават изборот, они го тендерираат, не го прави владата. Само да ти објаснам многу едноставно. Значи нема владата овде никаква одговорност. Они ангажирале проектантска куќа, да речеме, не знам, Маврово, ГИМ, не знам кои се други тука, со нивни пари, да го направат проектот. Не е владата тендерирање, не тендерира владата овде. Зошто би имале одговорност? Ја велам да ставиме одговорност и на тоа, и на владата. Мора да се има кривисна одговорност според мене за недобро проектирање на косините, да речеме. Во секој проект имаме проблем со косините. Погледнете го новиот автопат од Миладиновци Штип. Добро, овде имаше проблеми со надзорот. Беше хрватска компанија која требаше да врши Сега надзор. одиш кај Бехтел. Да, Да. да, се Друг враќам проект, на Бехтел, да. Значи кога беше најдов една ваша изјава од пред Точно. Нова година дека станува збор за хрватска компанија поврзана со Русија, сте рекле во незиниот одбор на директори седат руси кои се поврзани со државата Русија. Управен одбор, да. Да, во компанијата која требаше за надзор, па се поништи. Зошто Знаете- Дуи толку стравува од Русија и руско влијание? Не сакам да имаме ништо со нив. Едноставно. Значи се шокирав од анкетата која што беше представена пред некој ден, дека се гледа со огромна симпатија кон Русија и кон руската агресија кон Украина. Не сакаме ниту убав поглед, ниту насмевка да ни дојде од таму. А Затоа што само лошо А добиваме. што ако денеска, дека некои ваши структури имаат врска со Русија? Би ги повикал институциите веднаш да постапат без чекање. Одма, прв ден. денеска објавивте дека Ирада инженеринг е новата компанија која ќе треба да го изврши надзорот. Може да го објаснам ова со претходно? Ајде. Со изјавата. Значи, во законот се предвидува владата, уствари, всушност ЈПДП, да објави тендер за избор на консултант за финансиска трансакција и надзор, нели, на истиот проект. Затоа што тој што ќе го испреговара да го надгледува и неговото спроведување. Се објави повикот и аплицира две компании. Едната беше Хил од Америка,
која што го проектира И Скопје Хрватска. Блаце, и ИГХ од Хрватска. Хил се дисквалификува затоа што при пријавата не ги поднеле сите документи, 12 Да, ја страници им прочитав фале, изјавата, да, ја прочитав. па може јавноста. И се избра ИРД, мислам законски мораше да се избере. Се извинам, ИГХ. Ги мешам со сега овие што се избра. ИГХ не знаевме дека е хрватска сериозна компанија како што е Гранит кај нас или не знам Бетон или било која друга што била. Но во моментот на поднесување на банкарската гаранција, они не можат да најдат 2,7 милиони евра, ако не се лажам, беше банкарската гаранција, затоа што сите нивни средства се во руска банка која што е блокирана како резултат од санкциите на западниот свет кон Русија. И со тоа потврди да ја поднесе банкарската гаранција со што се дисквалификувани веднаш. Но кога видовме дека парите се во таа банка, направивме подетална анализа и истражување од страна на институциите на државата, ни испадна дека тројца членови на управниот одбор се многу сериозни руски олигарси. И јас се сомневам дека тоа е направено намерно за да се направи обструкција на еден толку битен проект за нас, кој што ќе го реализира огромна американска компанија која што има поддршка од владата. И уште едно нешто да разјаснам во однос на корупцијата. Затоа што ги слушав изјавите на ДКСК и на други невладини организации исто имаше. Ќе бидам многу вака народен, многу брутален. Ако има било кој политичар, малку свесен, што би побарал, не верувам дека би бил толку луд, да побара било што, било која надокнада од страна на Бехтел. Во управниот одбор на Бехтел седи цел State Department. Кој е тој лудак, се извинувам вака што се изразувам, политички камиказа, кој би се осмелил било такво нешто да размисла или да направи? Не. Добро, само да им... Знаете како оди со Како со Бехтел? подизедувачи? Не, знаете како оди. Утре можете ве земат да бидете вие во управниот одбор или да бидете представник на Бехтел во Мозамбик, како што е бившиот амбасадор во Косово, што ја протурка патот од 100 милиарда запирка 3. 600 милиона. Така нешто. Не, по Косово 1,3 600. милиарда. Еден Значи- запирка 3 кај нас. Значи го протурка таму патот, заврши да биде представник на Бехтел. Исто така Ама тој е министер во американец. Хрватска. Не, во Хрватска исто така министер заврши исто така поврзан со лоби групка. Еве да ви за тоа. давам Значи, ви јавно зборам, ветување на нека да- камера ако може. Нека Дека Тоа е никогаш така, нема оди. да Добро, во ред. станам. Океј. Може така? Добро, Добро. да се вратиме Да. малку, значи Ира да ја избравте, На соопштено е вториот дека... обид, значи во август, Знаете ли Ира да од каде? знаеме ИРД од каде, од Италија. Значи ИРД работи, сега потпиша мината недела договор со град Скопје за пречистителната станица во град Скопје, они го добија надзорот. Они правеа надзор на, ако не се лажам, на Штип Миладиновци, прават надзор моментално на проектот со ЕБОР на градење на железницата од Куманово до Крива Паланка. Добро, Италија се што да ја ворим, но сепак таа е во Луксембург, во офшор зона. Кога ќе ги погледнете малце подлабоко активностите кои ги имаат, ќе најверојатно исто отвори или запознаени сте, ќе видите дека ИРД функционира во И Рус. надзгледува исто и извор Бошков мост патот. 4 Да, еве само за да појасниме. сме избрали не, ИРД. не чисто коментираме Да. сега околу целиот процес. Никој не рече дека ја избравте вие. Да. На Балканот, значи Босна, Косово, Албанија, меѓутоа и главните операции и се во Москва, низ Русија, каде што може да се видат на сите кои проекти работат. Јас не викам Имаат некој руски капитал во нив? Не, само чисто да појасниме дека јасно. декаде све имаат проекти. Грузија, Русија и целиот Ама и западен Енка има Балкан. проекти во Русија, значи од конзорциумот Бехтел Енка. Пола Москва имат изградено. Не, сакав да кажам дека Да. пак е во офшор зона во Луксембург. Да. Јас наискрено ви велам, значи целата процедура најтранспарентно се водеше и медиумите учествуваа дури во целата процедура. Од страна на ЈПДП, 3 компании конкурира, Хил, Инжероп и ИРД. Беше избрана ИРД поради дисквалификација на другите. Имаше 2 жалби во Државната комисија по жалби по јавни набавки и двете беа отфрлени и сега беше потврдена одлуката. Доколку има најмал сомнеш, ама апсолутно најмал сомнеш, сакам овој проект да биде
најтранспарентниот можен проект. Дајте заедно да работиме. Па ние на опозицијата и понудивме место во управувачкиот комитет. На медиумите, на невладините организации да бидат дел. И одлуката е така на владата. Дојдете заедно да го правиме проектот. Не знам колку потранспарентно да бидам од ова. Еве Боки ќе Мене го ми е- ставиме да биде во Да. во управен Зој, одбор, Не, ка било така. зборувавме за Готово. корупција, мислам неизбежно е да прашам кога зборуваме за корупција, претпоставувам, не знам какво мислење делите први, дали има во Македонија корупција? Знам дека има. Дали може би извор на корупција и дуи сите овие изминати 20 години колку што рековте е на власт? Апсолутно не. Што значи извор за корупција? Ние да корумпираме некој или некој да не корумпира нас? Може или би да... партија која го толерира, ја толерира корупцијата Апсолутно и не. Закон за ветинг. Ви кажав претходно. Дајте ни подршка, ве молам. Али Ахмети вели единствена партија во Македонија. Единствена партија. Со одлука на Централно претседателство и Генерално собрание пративме писмо до специјалното јавно обвинителство и до обвинителство за гоњење на организиран криминал и корупција. Истражете не сите нас. Која партија го има направено тоа? ВМРО? СДСМ? Левица? НСДП? ЛДП? Алијанса? БЕСА? Единствена партија која што има партиска одлука и испратено. И ако се сеќавате, од СЈО испратија барање за информации за сите нас, за мене, дури за моето двогодишно дете. Бара информации. Добро, Се можеме, сеќавате на личињата? можеме ли да заклучиме дека во Македонија оценка влада е дуи? Не. Али дали го користите тоа што се слаби СДСМ и ВМРО? Гледаме дека се слаби, вие тоа добро да го материализирате во поглед на владењето. Дуи не во матурираше многу. Значи Дуи започна, почетоците на Дуи се движење, така? Од Ослободителната народна армија, па стана политичка партија, па се занимаваше ексклузивно само со Охридскиот рамковен договор и само со етничките права. Албанското знаме, албанскиот јазик, правична и адекватна застапеност, универзитет на албански јазик, децентрализација, територијална поделба, градоначалници, се беше околу Охридскиот рамковен договор. Се надмина тоа затоа што нормативниот дел го усвоивме во уставните измени и во законите. И си дадовме себе си нов предизвик. Новиот предизвик беше интеграција. Да го определиме овој наш брод кон Брисел и Вашингтон. И тоа го направивме. Станавме членка на НАТО. Дуи беше единствената партија која што одржаваше контакти со Грција и со Бугарија, затоа што ВМРО ДПМН тоа не го правеше со години, нели го користеше прашањето со името за да си добие избори, затоа што владееше со страв. Ние сме патриотите, нема да дозволиме албанците да ни ја земат државата, нема да дозволиме србите да ни ја земат црквата и да го направат ова бановина, нема да дозволиме бугарите да ни го земат јазикот, историјата, културата и сето тоа, нема да дозволиме од Грција да ни го земе името и Александар Велики и ние владееме со страв, ги плашеме луѓето, но стравот е статус кво, статус кво е регрес затоа што не одиш напред. Дуи го надмина тој и ги држеше контактите. Го постигнавме през Спанскиот договор, се интегриравме во НАТО, станавме членка на НАТО и тоа во време на корона. Првата средба на парламентот на Шпања онлайн беше за ратификација на договор. Само да завршам, те молам. Направивме тоа, станавме членка на НАТО, добрососедскиот договор со Бугарија, добивме датум, ја бев во Брисел, нели, на првата меѓувладина конференција, ги отпочнавме преговорите и сега Дуи има нов предизвик. Новиот предизвик се вика квалитет на живот, подобра инфраструктура, подобро. Вие имавте и во- зелени во да тој- станете, и во тој- зелена да, партија, али апсолутно. тоа некако го Во тој, заборавивме. Апсолутно. во тој контекст најмалку што сакаме да користам етнички предзнак за било кое прашање, но еве морам да ве прашам, при крај сме, како живеат нашите сограѓани албанци во Македонија? Добро? Исто како што и македонците, со многу подобри права, скоро еднакви со своите сограѓани македонци, иако се На третираат економски некогаш, план, сиромаштија има кај третираат- албанците? иако се третираат некогаш нееднакво, посебно во судството и обвинителството, затоа сме заинтересирани да има борба против корупцијата и организираниот криминал и независно и неселективно судство и обвинителство. Затоа што за ист случај за Албане се дава казна од доживотен затвор, за македонец се даде за 3 години.
Споредете Пак го се ракометар. врак- Не, пак се немој да се вадиш сега на таа тема. Ајде да застанеме. Не. Ракометарот. Не може, Ракометарот. не може вака, не. Како не може? Па спореди си ги, спореди ги случаевите. Спореди го Алфа. Како Ма живее Алфа човекот седи до животен затвор, целосно невин. како живее Целосно албанскиот невин. граѓанин во Македонија? Ти велам, Ужива ли има во сите селективна права, правда, затоа дали мора- има корупција, дали има мора сиромаштија? Судството и обвинителството мора по целосен ветик, но и политиката. Околу сиромаштија Зборувате прашувам. селективно во ред, еве, ако има селективна. Но зошто па ни еден функционер на ДУИ до сега не е кривично гонет за ништо? Како не е кривично гонет? Кривично е осуден. Полно имаме ние процедури. Кое е завршено? Кое е осудено? Кое имаме ли безгрешни сте? Не, апсолутно не сме Тука е безгрешни. проблемот Вели што Али Ахмети, не сме ангели. Сега ќе ви кажам. Имавме насред Дебар Мало го тепа председателот на регулаторна комисија, се заташка работата, ништо, мислам за Ќотек, затоа што е одземена лиценца. Да. Тоа е тоа. Зошто бидејќи е син на висока раководител, добро, сега од спротивната страна спротив вас, раководител во ДУИ. Значи, тоа е. Имаме пајакот со полицајката кога беше што се случи кај Мавровка. Ама и тоа беше урбан мит. Не. Тоа се случи, тоа известуваа сите и никакво. Ама известува сите, никој не поднесе ниту еден доказ дека е направено. Исто како претходно што го зборувавме. Значи, сакам да ви кажам. Кој кочи по стапките, Сакам да ви кажам, за Дуи ли? изборни Па Дуи нема никаква контрола. Дуи е втора партија во владата, не е прва партија. Ја нема цело. Ја мислам дека во овој момент, да бидеме реални, оваа влада не може да функционира без Дуи. Оваа влада не може да функционира без СДСМ. Може Дуи сама да владее? Дали Не може? Па која ви е но, логиката, ви молам? Затоа што на крајот од денот вие ќе испорачате одреден Дали број- можеме ние без СДСМ да Вие владееме? можете Не да можеме. владеете и со ВМРО ДПМН. Не можете и можеме со со ова СДСМ. ВМРО ДПМН да владееме. Можевте и до 2017. Можевте да владеете и со тоа што се случуваше. ВМРО доби 63 пратеници, 61 пратеник и 56 пратеници на 3 последователни избори. 2008, 2011 и 2014 година. и владееше Сама со- правеше влада. Со 63 пратеници. Ама И со после во 61 2000 пратеник. Ние ради Бадинтерот, ради чување на ориентацијата на нашата држава кон НАТО и Европската Унија, се боревме цело време како опозиција во таа влада. И цело време си имавме проблеми. Етнички проблеми, евроатлантски определби од проблеми. Се сеќавате на енциклопедијата, се сеќавате на Калето, се сеќавате на стотици проблеми, на Скопје 2014 година. И не го соправте. Океј. Ево го направивте, баравте за возврат и го добивте Скендербек, театарот, албанскиот театарот во Тетово. Ние правевме театри, не правевме Да, споменици. театарот, не го отварајте темата за театарот, За кој? албанскиот театар што е во Заврши. на Битпазар. Во Знаеме како заврши, колку време требаше, каква перална. Многу сум тоа. разочаран, значи од постапките и една од тие причини е и изборот на Бехтел Јенка. Добро, ќе видиме дали е добро тоа што е Бехтеленка. Затоа не е проблем компанијата како компанија, туку процедурата и гледаме со законот што се е дадено. Тоа е голем проблем, бидејќи ќе се финансира од наши пари, од награѓаните, во нетранспарентна процедура. Процедурата е спорна за Бехтеленка, не е на јавно Велите за надавање. изборот. За изборот, после со законот како е вметнато, значи тука е многу спорно. За земја што се стреми кон Европска Унија. Многу е спорно. Истата процедура е направена во сите земји на Западен Балкан, они работат. Западен Балкан. Ама Да. ние нели се стремиме Ама Србија сега гради, Ама Албанија Србија ова е е втор пат. далеку. Сите се далеку, ние си имаме други Hydroplant. вредности. Океј. Градот во Албанија е огромна, сега во моментов се тука доаѓаме до крајот некаде. Го изгради, ја? Добро, интересна дебата. Мило ми беше што бевте дел од овој Благодарам подкаст. многу за поканата. јас. Мислам дека не болеше, бидејќи имате Не, воопшто, па прифатив од прва. Да, добро. Да. Има Јас сакам да се соочам со ова сите беше- овие ова беше урбани прв легенди пат- затоа што ги прв пат- слушам. Прв пат мене да ми гостувате, да гостувате и во ИРЛ, но и мене како новинар, правам интервјуа и правам емисии долго време и мило ми е што седнавте и со мене и со колегата Бојан да разговараме. Ова беше разговор, се надевам Да, конструктивен. Од мене благодарам многу што бевте дел од подкастов. Благодарам. Благодариме, се надам дека и во некоја наредна прилика дека пак ќе бидете гостин. Да ве ако охрабрам да работите што е можно поиќе, посебно во истражувачкото новинарство. Ви кажав, сум професор по новинарство. И многу ми е мило што, ако не се лажам, сте единствена редакција.
што се бави со истражувачко новинарство. На ова Па ниво. добро, има Во. и други. Дали на ова ниво, да. Но би на ова сакал ниво. да ве охрабрам и да ве поддржам. И јас само уште една молба пред крај да речем чао. Значи очекувам како шеф на кабинетот на лидерот на ДУИ да ми договорите интервју тамо некаде околу јуни. Значи Зошто баш јуни на на крајот од сезоната. Сметајте На крајот од сезоната. Сакам последно да ја завршам Секако. сезоната со подкасти. Би сакала со тоа мене ми е новинарски предизвик Секако. да направам. Во ред. благодарам. Ви благодарам. Благодарам.